Добре ни дојдовте. Ново издание на музичкиот неделен магазин Наша сцена. Во следните 50 на минути ќе успееме да го задржиме вашето внимание со сето она што го подготвивме токму за вас. А накратко, го имаме низ разговор реномираното име на македонскиот джет сет, австралијанецот со македонско потекло Васко Ангеловски и секако добро познатиот музичар кој што потекнува од кичевскиот крај Алекс Отришовски. Гледајте не. Дочекајте ја новата 2019 година во топол и весел амбиент во хотелот Престол во Охрид. Неповторлива атмосфера и загарантирана забава, заедно со Бумбари бенд и Ивана. Богато мени со вкусна храна и неограничен пијалок во вредност од 1900 денари. Резервирајте на време на 046 277 858. Директен пренос од новогодишната ноќ на сателитската Ин телевизија. Запри, виолино. Бидете дел од најдобрата новогодишна забава во градот. Дај ми ги мене, дај ми ги душо, да ги љубам јас. Хотел Престол Охрид. Хотел Престол Охрид и Бумбари бенд. Не запирај со твоите звуци, песна за срцево мое љубено. Гоце Ѓоргија, опасене ловчија, ловчија, ем љубовџија. Ја започнуваме најновата наша сцена. Како што кажавме во нашата кратка најава, во продолжение ќе го проследиме разговорот со председателот на Македонското социјално друштво Свети Наум Охридски во Мелбурн, Австралија, Васко Ангелевски, кој што при неговата посета оваа година во родниот крај Охрид беше два пати гостин тука во просториите на Ин продукција. Пред неговото заминување повторно стваривме средба каде што откри бројни моменти за тоа како живеат нашинците во оваа далечна земја. Повеќе од разговорот со господинот Ангеловски. Почитувани гледачи, на наше огромно и посебно задоволство, повторно во музичката емисија Наша сцена го имаме, кој ако не е еден и единствениот председател на Македонското социјално друштво Свети Наум Охридски во Мелбурн, Австралија, господинот Васко Ангеловски. Господине Васко, добри ни дојдовте повтор пат тука, некако ја користиме приликава, еднаш ја искористивме при вашето неодамнешно доаѓање, неодамнешно веќе пред 4 месеци, а сега веќе пред вашето скорешно и заминување за назад во далечната Австралија. Па еве, како што напоминав, 4 месеци бевте тука, се видовте сигурно со сите роднини, со сите пријатели, со сите познаници, бевте дел од низа културно-уметнички манифестации кои што се случуваа на некако вие го фативте летниот период, крајот на летниот период и почетокот на овој есенски дел, но сепак има збиднувања тука во нашата мила Македонија, па еве еден печаток, една ваква ваша генерална оценка околу сето тоа. Весно, пред се благодарам на поканата да учествувам на ова ваша ценета телевизија која се гледа на широко. Иако покрај имаме ево негативни абери да кажам или информации дека НТВ не се гледала во надвор од Република Македонија, тоа е точно, не е точна информација. Сепак јас према мене ова е најгледаната македонска телевизија надвор од Република Македонија.
Како што кажав, благодарност поново што ме повикавте да бидам гости на оваа ценната телевизија и сакам да искористам оваа прилика, ево денеска, пошто ни е и нашиот верски празник Митров ден, да ги поздравам гледачите на оваа убава македонска телевизија и секако да му го честитам овој наш свет празник и да му посакам се најубаво во понатомошниот живот, да биде за многу години. Така, нека биде за многу години. Па ајде една вака генерална оценка, ваше видување, броени денови велат брзо поминуваат, што впрочем и навистина тоа се испоставува дека е така, но сепак вие верувам дека максимално го искористивте целиот овој период за да посветите буквално внимание на сите ваши роднини, сите ваши пријатели и познаници. Веста, ние веројатно спомнавме и при моето прво гостување, ние стигнавме тука, значи на 3 август. Од тој ден, значи, од самата вечер, па можам да кажам и до вечер, до денешниот ден, значи стредби со драги пријатели, драги роднини, пријатели од естрада, пријатели од детинство, школски другари и сето тоа, значи немам зборови, значи убави стредби. Од ево, посетивме доста манастири, наши убави, ова наша библиска Македонија е богати со тие духовни храмови, значи во нашава држава. Секако, учествував и на неколку манифестации, како Охрид Фест, што беше пред известно време. Убаво, од друга страна, само јас пак ќе упатам еден апел до сите наши естрадни уметници, дали биле ево и легенди, или помлади, или ево, или сака допрва да доаѓаат. Нека го чуваат нашето македонско. Така. Нека го чуваат, без тоа ке не нема. Така. Ке не нема. Ево, тоа значи како што спомнав за Охрид Фест, Охридски трубадури, па ево имавме на драго задоволство, значи имавме да бидиме и гости на Роса Фест. Веќе концептот на Роса Фест сосема друг. Так. Значи се се пееше во духот на македонското, со македонски аранжмани, музиката, зборовите, значи во духот на македонското. Убави песми испеани. Не можам да кажам ова беше најдобра или ова беше. Значи од настапувањето од првиот пејач, па се до последниот. Беа, по мене песмите беа квалитетни, кои песми, верувам ќе одат по македонските телевизии, македонските радија, како тука и надвор од Република Македонија. Впечатоците ми се страшни, убави, кога кажувам. Значи, јас и мојата госпоѓа Лидија, значи, толку сакам ево и благодарност да изразам до сите мои пријатели и сите мои роднини, кои така срдечно сакаат да се дружат со нас, а тоа беше обострано и наша, значи, и наша желба да се видиме со тие луѓе, да се подружиме, онака како што се знаеме ние пријателски, како што доликува за една пријателска средба и една родбинска средба. Така, одлично. Во секој случај, одовде ќе понесете топли и доста впечатливи обележја, што на некој начин повторно сето тоа ќе ви присетува за повторно враќање назад во родниот крај. Вашето заминување за некој ден, можам да кажам, значи многу скоро. Ноември, да. Така, можеби ова ќе се емитува од после, вие ќе имате можност да не гледате таму, токму во вашата далечна Австралија, но сепак, кои се обврските кои што ќе ве очекуваат таму, покрај двете ќерки кои што веќе ве очекуваат, претпоставувам таму? Обврските, Весна, се нормално прво фамилиарните обврски со госпоѓата моја, моите прекрасни две ќерки Ивана и Александра. Одиме поново моите работни обврски, што не можам без нив. Ако не се тие работни обврски, значи не ќе можеме и тука да сме и таму, не ќе можеме да обстаниме, али убаво е, чим има обврска, се движиме, работиме. Секако, ево, времево многу брзо врви. Јас веќе од декември, негде јануари, заедно со моите членови управниот одбор на Охридското социјално друштво, ќе стапиме поново со некој нов проект, кој проект, верувам,
ќе ги задоволи и срцата и душите на македонците во Австралија. Така. Се планира нешто убаво, да биде уникатно и досега што не било во Австралија. Така. Али тоа откако ќе се потврди све, како што спомнав и претходно во преходната програма, вие ќе бидете првите што ќе бидете известени кои се и како се. Така, и ќе го кажеме тоа јавно. Но мора, Так. мора, али нема да биде долго, ќе биде Так. за скоро. Так. За скоро ќе биде. Така. 4 месеци бевте овдека, значи, во родниот Охрид, увидовте многу работи, се сретнавте со голем број пријатели. Колку се јавува потреба да пружете помош од страна на Македонското социјално друштво, кое што делува како хуманитарна организација, па можеби на повидок имате некоја размисла за од следната година да се наменат тие средства за тука, за Охрид. Се јави ли некоја потреба? Потреба во нашиот роден град Охрид има потреба за све. Јас стапи во контакт и сега очекувам, значи да кажат што му е потребно, Так, а ние тоа ќе го испорачаме. так. Ево исто така за младата Сара. Значи јас и мојата госпоѓа во името на социјалното друштво пруживме тоа што се може. Так. Значи ево му посакувам на Сара, значи успешно све, Господ, значи здравје и да ја видам следниот пат, значи да е права мома. Так. Значи да биде здрава, жива, ето, храб подвиг, значи на Сара и незиното братче, а секако ево јас лично ќе изразам голема благодарност до целокупниот охридски народ, што стварно застана на нозе за ова девојче да може да оди и да се лекува во Германија. Така. Така, навистина бурни беа, значи сите хумани акции кои што се превзедоа. Ајде еве вака да ве навратам назад во Австралија. Како поминува еден ваш работен ден? Со оглед на обврските кои што ги имате таму, делувате и во радиото, преку пренесување на македонска енергија, можам да кажам, пред сите тие нашинци таму во далечната Австралија. Како ви започнува денот? Кај мене поинаку започнува, Весна, јас, пошто работата ми е на повик, Так. јас може мојот ден да започне во 2 часот наутро. И доке 9-10 часот, јас веќе го имам првото утринско кафе со моите пријатели. Так, Нормално, после тоа фамилијата, так. да видиме што треба, како треба околу домот. И нормално имаме слободно време, а јас слободното време моје заедно со госпоѓата моја и односно и фамилијата моја, се е во дружба. Да се дружиме, значи да се подсеќаме на овде, Так. како ние во родната глутка Македонија, посебно во градот Охрид, се посеќаваме и малце на некој начин гледаме та носталгијата да се запоставе, ама не може. Так. Не може. Так. Носталгијата во секој ден имаме. Сега може некој да каже, а јас не, тој може со уста го збори, ама со срце не. Так. Не. Так. На кој начин се соединувате таму, ете македонците кои што ги има во голем број во далечната Австралија, да бидете почесто заедно преку низа манифестации, можеби балови, ете балот е значи традиционален 36 веќе да наредната година, но покрајте тој бал дали постојат и некои други заеднички манифестации каде што или места каде што вие се собирате почесто? Види, има чести манифестации, да речеме во државата Викторија, каде сме ние во Мелбурн. Ќе започнам 8 септември, кога е денот на независноста на нашата Македонија. Значи, ние на площадот. Тоа не обединува да излеземе во центарот на градот, на площадот, значи да го празнуваме тој ден како роден ден на нашата библиска Македонија. Тоа како еден пример е многу убаво, значи со години уназад се успе. Значи, наши 8 македонски знамена на аероболите да се веа за 24 сати. Значи, тука, покрај нас македонците, што не има во голем број на площадот, имаме, значи, други националности во Австралија или во Мелбурн, што го гледаат тоа и прашуваат, што е, зашо? Тоа прашува првите години. Сега, веќе му е јасно дека ние славиме независноста на Република Македонија.
после имаме кога ќе дојди негде октомварот, новембарот, значи се одржуваат културни манифестации, значи денот на македонската храна. Убаво е, два има. Има и за таму народ, има и за таму. Ево, доаѓа новогодишните, Божи, тие празници. Значи, храмовите се полни со наши верници. Ги има доста, ево, конкретно за во Мелбурн. Значи, храмовите се претежно полни со наши верници. Па доаѓаат, ево, нашите забави, што јас искрено сум восхитен од одзивот на нашите македонци. Значи, кога го правиме ние и концерти што правиме со нашите естрадни уметници, значи и тие се полни, значи и баловите се полни. Сега, тоа кажува, на некој начин сме сплотени. Значи, сакаме да направиме чест и на друго место, али ако направиш чест на друго место, ќе ти направат и тебе чест тоа ти што го правиш. Да. Горе-долу сме, значи, обединети, значи, гледаме да се прави, ево да се, ако дојди нешто, ето така и хуманитарно да се поможи за некој, немат, ево, како што спомнавте, радиопрограмата, преку радиобрановите, одиме, бараме, одзивот е добар, феноменално, знаеш, и помагаме таму кај што треба. Ние, македонскиот народ, македонскиот човек е, значи, хуман човек. И ако знае дека тоа што се собрало, се дало на право место, со тоа му даваме самиот македонец другата година ако се бара за нешто тика нема проблем, тука е. Така. Колку таа сплотеност, колку тоа заедништво во Австралија го забележувате и тука? Тука малце сплотеноста ми е разединета. Така. Знаеш, ние дојдовме пред неколку години, таа сплотеност малце ми беше поголема тука, него во Австралија. Сега со гордост ќе кажам, повеќе сме сплотени таму него тука. Зошто е тоа така? Што се изменало? Верувам дека тоа го прави политиката. Така. Политиката, све, ево, и да седнеме во кафич, што се збори. Ова е вака, тој така, никој не гледа во, значи, во духот на на македонизмот да се крени државата како што треба и да се заборави да се збори за политика. Така. Политиката го прави своето, по мене. Така. Да. Колку вие од таа далечна земја би можеле да делувате на сето тоа тука? Со оглед на тоа што еве моја предпоставка, можеби вас повеќе ве боли бидејќи сте надвор од нашата земја, а ние сме тука занемарени го занемаруваме сето тоа, обседнати со милионов врски кои што не преокупираат во текот на еден работен ден. Па дури накрај гледаме што се случило во текот на тој ден и која штета се нанесла. Но вие сте постојани следбеници, постојано ја следите се целата таа ситуација. Колку вие можете да делувате? Вака се, како што спомна, во право си, значи ние прво ќе почнам од мене и кога зборувам во множина, значи за секој ден македонец што е во Австралија, стварно го боли. Са некој ќе знам, имате и такви што кога ќе го видат ова ќе речи па нека се врати господин Ангеловски, нека живее во Австралија. Јас би се вратил. Би се вратил јас утре, ама нека ми обозважи услови државата. Така. Тоа што сакам да направам да ми обозважи услови. Така. Да, не само јас. И би го сторили тоа многу наши. Сега на она, дали можеме ние да направиме нешто? Може, ама од тука почнуваат сопките. Да. Ни слушаат, ни гледаат. Тоа ние што сакаме да го створиме. Ево, организираме. Та и таква манифестација и таква. Ево, поиќе сме плюкани, него што сме пофалени, да речам. Така. Така. А може, има. Ама тука све по мене, значи, ако е поблиска релацијата држава, диаспора, така. Резултатот би бил резултатот ќе биде голем. Да. Резултатот многу ќе биде голем. Така. Така. Ево са, тоа значи се однесува на она ние таму сплотено што сме, а бе ево излегуваат резултати. Резултати излегуваат. Са не може некој да каже не може. А бе може, ако е врската, значи матичната, ето мајката, таткото, значи ова ние нас Македонија се. Да. Со нас во диаспората, кога велам не само со нас во Австралија, општо Европа, Канада, Америка, Нов Зеланд.
верувам дека ќе има плод. Така. И то голем плод ќе има. Така. Што во поглед на негувањето на македонскиот јазик во Австралија, колку тој се негува од помладата генерација која што доаѓа? Еве конкретно вие имате две ќерки, колку тие го зборуваат македонскиот јазик? И го применуваат. Јас со гордост ќе кажам за моите две принцези, значи го зборуваат македонскиот јазик и подобро од мене. Така. Одлично. А тоа, јас вака, околу јазикот кога збориме, тоа е моето искуство, значи, ево имаме часови, школи има за изучување на македонскиот јазик, ево дури катедра имаме за македонски јазик се. Али јас велам вака, све од дома потекнува. Така. Све од дома. Јас ако на децата му зборувам само енглески, нормално и тие енглески ќе ми враќаат. Ако се почне, значи, од самото, од дома, тогаш децата нема дете што не ќе го знае македонскиот јазик. Али напротив, можам да речам 99,9% дали било 3-годишно детенце или 30-годишен младич, си го зборуваат македонскиот јазик. Така. Си го негуваат македонскиот јазик. Само јас сум изненаден со ова, со нашата музика. Така. Тоа малце ме разочарува. Зошто? Ево, јас сам во Охрид сум. Па кај да влезат само српската музика од соседите? Зарем нема наша песна? Зарем нема наше оро? Не знам, јас тоа со болка го збора. Така. Бе да си го цениме своето. Така. Многу пати гостите кои што ни доаѓаат од Австралија знаат да констатираат дека таму повеќе се негува македонската песна отколку тука. Вака се, да. Во целост повеќе се негува, повеќе, ево се има доста радиопрограми, ќе речеме. Па на тие радиопрограми се емитува македонска песма. Така. Сад дали е, да речам, од поново време, ново компонирани, или, ето ке, и турбо, Така. али пак во стилот нешто на македонско. Додека овде ние имаме македонски радиопрограми, а без све, со исклучок на неколку, другото све српски. Така. Ево, влегувам во возило, во такси. Ево, денеска бе удушевен, доаѓам тука, таксистот со убава македонска, етно македонска музика. Ме одушеви. Да. Други нема. Си се знае, од соседите. Зарем, може чуждото да направи по храбри, по весели, како да се изразам. Дали може чуждото да не направи? Ако моето не чини, не може чуждото да е како што треба. Така, можеби тоа ни е во нашиот менталитет. Да го занемаруваме своето. Точно. Да. Точно. Ево, гледам, видов доста. Значи, доста видов. И не знам што да кажам, да ќе бидам погрешно сватен. Зашто прво. Абе гледај, кој пее нашата песна надвор од Република Македонија? Па никој. Од соседите збора. А зашто ние афирмација да правиме на нивните песни? Јас не ги понижавам. Не ги понижавам во никој случај. Али, седи си бе, како што знаат сите да си седат цврсто на своето, а зашто ние да не седиме цврсто на своето? И да бидиме горди. Да бидиме горди. Така. Ево весне, јас на неколку локали вака кај одиме со друштва. Верувајте, кога ќе слушнам од соседите песни и после тоа групи кои се без разлика групата која кога ќе сврти да си свири наше, мене срцето ми плаче. Така. Голем фан сте исто така и на Наум Петревски, легендарниот Наум Петревски. За Наум немам зборови да ви кажам искрено и за доста одредени ево естрадни уметници. Тука секако ево јас би сакал да изразам и голема благодарност. Ево и ги гледаме и тука за групата Чардак од Охрид. Кога јас додам каде што свират, тие му достојуваат со нашето охридско Ве допираат до срцето едноставно. Едноставно ме допираат до срце и ево јас сакам и за тоа да му изразам благодарност и ќе кажам, терајте она што е наше. Тоа. Одлично. Пред малку напоменавте негување на македонската храна во Австралија. Каква манифестација е тоа? Каков вид на храна покрај оние стандардните специјалитети кои што се подготвуваат? Го има ли ги омелезето таму? Знае ли некој да го направи? Еве, конкретно ќе прашам она што мене ме допира од Охрид. Вака се,
во два паркови се организира, Так. да речеме, традицијата на македонската храна. Значи, тука, домајкинки, како вие, како господјата моја, Так. секој има право да однесе, ти што најдобро го правиш, Так. пример, господјата моја што и одредено, и организации, поединци, значи, таму има штендој, секој, пример, тука имаме бурек, тука имаме зелник, Так. комат по наше охридско комат, речено, да. па ќе се најде и џомлезе, па други работи, па сирења македонски од наши производители. Значи, има храна од традиционално, значи македонска. Друга храна нема дента таму, само наша македонска. Так. Традиционална храна. Гравче, мора и мусаки. Абе све. Се има луѓе, нормално то пред време се организира, ќе си се најавиш ти со што ќе настапиш, другите што ќе представиш пример пред македонскиот народ таму и баѓе години се одржава и е одлично. Одлично. Исто тога кога зборуваме за храната. Пред неколку години господјата Алачки беше на покана наша, значи на Охридското социјално друштво, тоа беше за дочек на нашата православна македонска нова година. Та дојде само за еден настап, али организиравме ние со незе заеднички да направиме тука по незин тек вкусот на традицијата. И ево, одбравме еден мој драг пријател кој прави кајтеринг во Мелбурн, познате, Молика кајтеринг, исто Emerald Reception, значи се организиравме, се направи тоа и се направи на многу убав начин. Так. Значи, ето, пробавме, значи, вкусот на традицијата да го представиме и во Австралија, значи нашите да гледаат тука преку телевизијата, мислам Алфа, да гледаат нашите, имаше голем одвиг. Видовме многу убаво и сето тоа се види убави коментари што ти дава стимул и да направиш нешто во иднина и нешто друго ако дој. Има место за све да се направи. Јас како што го употребувам еден мој збор, патници има за секој воз. За све има. Ама пак ќе речам, тоа ме боли. Дајте да си го сакаме своето. Так. Се случило ли да дојде да ви побараат рецепт тогаш на таа манифестација? Има са, да речеме, ево, имаме слушното, значи одиме ние, и са една господја се придува таму и са, вие имате некој специјалитет таму, ќе ве праша. Може да од што е направено, како е направено и да ми, ако може да ми дадете рецепта. И тоа се случува, да. И нормално, песмата и орото македонско незаменливо е. Ора се вртат, и нормално, сите, Македонија. Тоа е љубовта према нашата татковина. Тоа е љубовта. Така. Веќе го најавивме 36-тото издание на Охридскиот бал, докаде се подготовките еве околу тој бал, како течат, што ќе се случува, малу барем да откриеме на публиката. Значи, јас последно сега, ево, месеци нешто, стапи во контакт со одредени личности, али со една мисла да се направи нешто што досега не се направило во Австралија. И ќе биде етно-македонско. Одлично. Тоа можам само да кажам. Етно-македонски карактер. Така, одлично. Одлично, нема да ве задржувам уште многу долго, господине Ангелевски. Ми беше особена чест и задоволство како за дружбата изминативе денови, изминативе месеци, така и за повтор пат остварен разговор тука во Импродукција. Ми преостанува да ви се заблагодарам, да ви посакам среќен пат заедно со господјата Лидија и повторно да се видиме било тука, најверојатно тука ќе биде на наше охридско тло. Точно. Весна, ви благодарам уште еднаш, значи на поканата, секако благодарност и до мојот драг пријател Ване, кој толку е упорен да ова телевизија обстане во етерот, така речено. Значи ви благодарам за поканата и се надевам дека повторно ќе се видиме и то за брзо во ова студио. Токму така. И ќе си ги кажеме нашите
мисли, Така. нашите осеќања према тука и таму и сето тоа одлично. Уште еднаш значи благодарам, ги поздравувам гледачите на NTV телевизија и поздрав до сите мои драги пријатели, секако и до легендите на македонската естрада. Така, и до сите македонци каде што се наоѓаат во светот. На ова земјина топка. Токму така, благодарим уште Ви еднаш. благодарам и вас. После ова прекрасно интервју, односно прекрасен разговор, следно што ќе погледнеме е музичко име. Алексо Тришовски, кој што долги години го има на музичката сцена. Она што е ново во изминатиот период, Алексо прави и големи чекори во поезијата. Повеќе од разговорот со него. Почитувани гледачи, посебно ми е драго што токму во денешново издание на наша сцена можам да го најавам добро познатиот музичар од кој што ни доаѓа од Кичевскиот регион, Алексо Тришовски. Добри дојдовте. Добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Така, одамна не сме се видели, одамна не сте ни гостувале тука во студиото, па сега еве добра прилика имаме да си позборуваме, да кажеме збор два за тоа што е ново на музички план, еве кај вас. Па видна вистина не се имаме видено, пошто ете еден период има многу обврски, други со музиката малце се подалечив. И им дадов предност на помладиве за да искористуваат таа шанса да видат повеќе во јавноста, али музиката е ипак една како еден вирус кој што ако влезе во еден човечки организам излегување нема, така да повторно вирусот се активира и ајде реков да се смешаме повторно во музичкиве води. Ново во музичкиот план имам едно 4 песми оваа година на мислам снимано, кои што не ми се афирмирани, мислам рекламирано и сега еве прва прилика да ја видит народов, да ја слушнат песната. Една е Маре, другава Македонец да си, пошто према ситуацијава како што беше во политиката, реков ајде да напише една песна. Па некако ве завлече сега како сите музичари на некој начин се накалемивте на тој потек да правите патриотски песни. Добро. Јас имам и од порано снимано доста патриотски. Али добро, бевме мислам боцнати во некој момент, така да ја снимавме сега. Мислам тие што има слушнат од колеги ве викат добро е. Па сега тоа е тоа. Ќе видиме натака. Така. Кажавте имате значи нови две песни, подоцна низ разговорот ќе ги погледне и нашата публика тие две песни. Каде Ацо, еве што конкретно прави, она што можеме да дознаеме од јавното информирање, некако сте се повеќе посветен кон хуманоста, кон хуманитарните дела. Па ајде да откриеме на публиката за што точно станува збор. Од вас новинариве не можеме куртул се нема. Вака, што се однесува во прашањето за хуманоста, оваа година ние го одржаваме 10-тиот хуманитарен концерт, кој што беше наменет за деца со посебни потреби во Кичево, кој што по моје мислење беше најуспешен, околу 800 карти имавме продаено. Сите, например, не дојдоа на концерта, ама околу 550 присутни имавме во салата. И овој концерт го направив малку во друг план него досега што ги имавме, пошто болеста не разликува граници, дали е од една вера или друга нација или тие работи. И го направив заедно со музичари албанци, македонци, значи имаше и од ромиве, од сите нации, например, да помогнат, не? И така да во крајов наш многу беше прифатено и многу луѓе ми честитаа, вика добро идеја, заедно го направивте. И пошто и децава имат и од едни и од други болни и така го направивме, реков, успешно и досега рекорд, значи во продајаност на картите и на присуството. Кога се реализираше тој настан? И ете кажавте одзивот бил голем, на кој начин стапивте во соработка, ете да кажеме со албанскиот дел музичари?
Па вака, таа групата што е за децава со посебни потреби, тука се сите народности имат членови, а јас сум добар со сите музичари, како со албанци, така со ромиве и турциве и со сите. И тоа и ние, например, како колеги се помагаме по секојдневието, дали е свадба, дали е со звучување со инструменти, значи нон-стоп сме заедно. И така да одма ја прифатија понудата, викат баш супер, викат заедно ќе си се подружиме, ќе собереме што повеќе пари, да им излеземе во сусрет на децава да прошетаат. И веќе се направени неколку искурзии, нешто веќе им е доделено на некои кои што стварно се загрозени повеќе, али натаму, мислам, си е организацијава од групата, пошто јас не сака да им се меша каде што, како ќе се распоредуваат финансиите, пак пред некој ден и се јавија да направиме и до, мислам, и другава година, пак нешто да се помогне, али не сме уште одлучени што како, па здравје ќе видим. Согласно потребите, накнадно. Колкав е бројот на деца со посебни потреби во Кичево? Видите, за жал ги има многу. Многу родители ги кријат своите деца, не ги ваѓаат во јавност. Не сакаат да знаат дека поради страмот од околината, претпоставам. За жал имат и такви родители, а имат и други кои што викат таква ми била судбина од Бога е даено, јас не го кријам детето. Помируваат. Да. И па од прилика околу 70 имаше. А тие што се настрана скриени, не може да кажа колку како. За жал, ама Предлагам да направиме мала музичка пауза, ете нека биде Маре, песната посветена за сите Марии предпоставувам, па токму неа да погледнеме, а вие почитувани гледачи уживајте.
Ете не повторно назад, после оваа прекрасна наменска песна за сите Марии, со нашиот денешен гостин во наша сцена, Алексо Тришовски. Алексо, покрај тоа што еве кажавме за големото хуманитарно дело кое што се случило оваа година, некако се пронаоѓате и во поезијата, во поезиските води, да кажам. Од каде желбата, добро, на некој начин поврзана е музика, поезија, но сепак, што повеќе ви лежи? Па имате еве 3 години кај што сум член на литературниот клуб Изгрев од Демир Хисар, а пошто малце подалечку од Кичево, реков, а зошто да не би имали ние кичевчани свој литературен клуб. И така се собравме неколку членови в манастир во Кнежино Свети Ѓорѓија, направивме еден муавет така и решивме во името на Бога ќе направиме еден клуб. Так. И прошлиот Митровден, значи, прошлата година, мислам, се собравме група на писатели, поети. И ајде сега, и кој ќе биде кум едно друго, ајде, како ќе викаме клубот и го крстиме Китка. Така да, во таа бранжа, само по себе, се извинувам, само по себе си иде во душата етен моменти за пишување и како да го изјаснам сега, ете моментот ќе дојде, ќе напишеме некој поезија, проза и друштвото така го проширивме на некој начин сега и со нови членови, па ми се чини дека во западниот дел сме едно друштво кое што е најактивно во врска со пишувањето. Имаме и за една година многу активности и на туѓи терен, и на свој терен. Соработувате ли со другите? Да. Па скоро... Од западниот дел, ете, поблиску сте. Па видите, сега поимено сите друштва не може да ги запамта, иначе имаме голема соработка со охриџаните, имаме и од Вевчани, луѓе кои што идат редовно кај нас на секоја една манифестација. Имаме од Штип, имаме од Кочани, од Прилебни се најредовни и најмногубројни. Ги поздравувам сите. Близина. Да, и со Ч буквава сме си слични тука и си пасираме. Литературно сте поврзани. Така да, значи ова година направивме на годишнина, обележивме свечано заедно со Домот на културата. Па убаво. Колку членови број? До сега бевме 7, а сега сме веќе околу 13. Така да... Сите активни пишувачи? Да, сите веќе имаат и по неколку книги објавено. Така, на кој начин ги промовирате делата? Па видите, ние со поезија сме многу расширени во сите градови. И сега, например, имат конкурси. Конкурираме за награди, за ненагради, за така едноставно дружење. И ќе се читаат, например, добро, кај ја ова што го организирам, например, поетско звездено ехо во село Букојчани, тука нема награди, пошто лично јас не го гледам тука нешто ако е наградено, и идет до замерки, еве, зашто јас не добив, зашто ти не добив, вака нема за награди за сите, ама за јадење и за пиње имаше за сите. Така. Колку некоја, ето, поетична песна, да кажам, што била промовирана на вашите собери при издруженијето Китка, се пронашла во музички правец? Па еве Македонец, да си. Така. И во глобала ми напиша покојниот текстописец Раде Дабевски и останавме ни вамо ни тамо. Човекот, за жал, почина младо човече и на еден состанок реков, тај ова да го преработиме сите заеднички. Добро, овие другарки викат, ајде, дај текст на маса и почнаме да го коригираме, некој еден збор, други, трети, и рековме се да го прочитаме во глобала. И потврдивме дека може нешто да биде. И после тоа дојдов дома, му дадов на Христијана, на син ми, реков ова да се претвори во песна. Добро, рече тато, ајде. Влеговме в студио, малце помалце ги направивме песна. Одлично. Па предлагам да ја чуеме. Веќе кога откривме дел од песната, нека ја чуе и публиката.
полна гордост, Македонец да си. Очи сјајна лика, крај езеро кане освети, божествена е слика. Низ векови рајот блеска, очи сјајна лика, крај езеро кане освети, божествена е слика. Убавина, среќа, радост, име што ти краси, вистината полна гордост, Македонец да си. Убавина, среќа, радост, име што ти краси, вистината полна гордост, Македонец да си. Како река плови, душа гори в желби, свој со својо да се сретне на елинденски средби. Попнеш како река плови, душа гори в желби, свој со својо да се сретне на елинденски средби. Убавина, среќа, име што ти краси, вистината полна гордост, Македонец да си. Убавина, среќа, радост, име што ти краси, вистината полна гордост, Македонец да си. Ете повторно назад во студиото, после овие прекрасни музички звуци на Македонец да си, наменската песна од Ацо Тришовски. Пред малку го споменавте вашиот син Христијан, па еве јас би ве прашала каде, што прави на музички план, бидејќи навистина еден извесен период беше доста популарен. Каде е сега Христијан? Христијан. Вака, тој си е пак заедно со Народов. Так. Ова лето, значи, премногу беше зафатен со приватниве свадби, мислам со свирки. Така да човеков навистина немаше време да се одвои сам за себе во врска за снимање и да направи некоја нова песна и тие работи. Околу 30 свадби, значи, ги имаше направено, а плюс и други музички услуги, обврски, да. Значи, презафатен. А сега, еве, гледаме освен музиката и се заинтересира и за куќа да си направи вамо тамо. Сигурно во план и да се ожени. Така, значи, тој е редовно, значи, со Народов. Повие кавани, свадби, ама, значи, на дело снимано нема моментално ништо, а кај да е, че излезе некој песмиче пак. Секако, ние сме тука за секоја негова нова песна, новитет негов. Голем поздрав секако и до Христијан. Да се вратиме назад на разговорот, Алексо. Еве, што има ново кај вас, што следно би можело да очекува публиката од вас? Па видите, јас за ова година веќе толку е. А за нареднава година планирам уште некоја песна да направам во врска фамилиарна, како и порано што имав направена ак туџино со сите мои деца. Сега сака нешто, и пак годините си го направја своето,
да останете на еден убав белег за фамилијава, а и добро, зависи, може нема толку да ја прифатите, али за фамилиарна на песна, за животов како поминете и на туџина и разделен и секако. Тоа ми е, значи, големата желба, а натака не се откажуваме, пак ќе снимаме некои песни. Мир нема тука. Секако за секоја музичка соработка ние сме тука. Ви благодарам за остварениот разговор, за тоа што прифативте поканата да бидете наш гостин во Импродукција. Вака јас мора да кажам дека и во секоја емисија тоа го напомнувам. Прв, значи, кој што почна да работи со нашиот господин Ване Петковски, уште многу години уназад или унапред, кој како ќе ги рачуна, значи, и до ден денеска, фала му на Бога, се останавме и добри пријатели, соработници, и се надевам, све дури срцето чука, ние ќе си бидеме пријатели тука, не? Соработката ќе продолжи, така е. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас, и на сите гледачи, голем поздрав, им посакувам многу здравје, да се среќни и весели со народната музика. И да ти слушаат македонска музика секако. Да, благодарим. Поздрав за сите. Со изборот на интервјуа за оваа наша сцена, верувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Доколку е тоа така, повторна средба ќе ви закажеме за точно 7 дена од истото ова место. А за овој преубав декор се погрижија салонот за мебел Зенета, кој што се наоѓаат на излезот од Охрид спрема Лескоес и нудат уникатни мебел парчиња. Вреди да ги посетите. Секако и бутиците Мисара, нашите долгогодишни соработници за перфекциона облека. Повеќе во следното издание на наша сцена. Ви благодарам за вниманието. Довидување.